Целосна забрана на употребата на TikTok и строго ограничување на други социјални мрежи за деца под 16 години. Загрижени родители, наставници и стручни лица со петиција да се иницира законска и практична рамка што ќе вклучи строги ограничувања за социјалните мрежи. Главен аргумент врз кој што ја темелат петицијата е негативното влијание врз менталното здравје кај нивните деца. Оно што секако ние целиме да направиме е да се забрани употреба на социјални медиуми до одредена возраст. Праксата покажува дека таа варира, но тука е околу некаде 12-13 годишна возраст е целосна забрана на употреба на социјални медиуми, додека од 13 до 16 години најчесто е со родителска согласност. Трошановски за Сител потенцира дека превенирањето на штетното влијание од социјалните мрежи е клучно. Да не бидеме дел од последните држави кои законски ќе го ограничуваат штетниот алгоритам од мрежите, туку да држиме чекор со оние кои веќе имаат имплементирано заштитна рамка. Еве како Австралија, но и другите земји го имаат тоа регулирано, зборувам на ниво на Европска унија. Такви мерки имаат и Франција, и Германија, и Данска, Шведска, Италија, Грција, Хрватска има моментално иницијатива, Албанија, знаете, го забрани тиктокот веќе. Така што и Европскиот парламент донесе резолуција на крајот од ноември со која што ги потикнува државите да ги заштитат своите деца. Недалава Австралија стана првата земја во историјата која воведе задолжителна минимална возраст за користење на социјалните мрежи. Според законот таму сите деца под 16 години не смеат да имаат Facebook, Instagram, TikTok и YouTube акаунти. Ако некој успее да си направи профил, казна ќе сносат технолошките гиганти, а не родителите. Македонија не планира да го следи примерот на Австралија, деците на министерот за дигитална трансформација. Наместо забрана им порача на родителите да ја преземат одговорноста во свој раце и да ги насочат децата да истражуваат покорисни алатки. Секоја алатка и секој социјален медиум има граница за под 16 години. Ако родителите тоа го имплементираат кај нивните деца, тогаш децата нема да имаат пристап до алгоритми кои што се штетни, содржини кои се штетни за нив. Доколку тоа не го прават родителите, многу е потешко државата се меша во слободниот избор на секој граѓанин и на секој семејство и да одлучува што некој граѓанин смее, а што не смее да гледа. Андоновски цени дека законот во Австралија нема да биде успешен. Својот став го темели врз првичните објави дека голем дел од децата веќе нашле начин како да го изиграат законот. Габриела Лескова, Сител телевизија.